на фантази минатата недела згазив. Напредував 100 позиции. Ви реков, не е касно за пласман во топ 5, каде што не чекаат награди. Добро дојдовте во Overtime with Teacher на YouTube каналот BMG Network. Дечки, пред нас е супер викенд во фудбалска Европа. Има доста интересни надпревари во речиси сите лиги, ама пред тоа додиме прво со фантази. Значи, дечки, вака. Идеме фантази премиер лига. Сакам да го видите мојот тим од минатото коло, односно поените кои што ги освоив минатото коло 82 поени. Едно од најдобрите, би рекол, кола оваа сезона на фантази премиер лига за мене. Флекен беше стандард очаен, као у последно време, не знам зашо, меѓутоа Гвардиол во одбрана ми донесе 9 бодови, Палмер го земав 10 бода, Бовен 7, Мбуемо, Салах, сите во среден ред, со исклучок на Роджерс, дадоа голови. Вуд даде 2 гола, Воткинс слабо изигра, може и да го продадеме, ама ќе видиме, имам уште некоја секунда да размислам. Така да, нема да направам нешто премногу трансфери, меѓутоа за трансферите после прво да видиме како сме на лигата на спортски. Одиме спортска.мк. Одаме јако и понатамо е лидер, 644 бода. А јас од 200, не знам таму кое место, сега сум 142, значи напредок од речиси 100 позиции. Така да, ќе му дадам шанса на овој тим и оваа недела. Видиме пик тим, добро. Трансфери, дали да правиме трансфери, нема да направам трансфери. Воткинс имам тешка задача, сам да го продавам, ама реално немам кого да купам. Вуд е по знак прашалник дали ќе настапи или не, ама сигурен сум дека ќе одигра овој викенд. Така да, единствено нешто што можам да го сменаме се Либа, да ми биде во првиот тим. Секунда, место Микуленко, меѓутоа за тоа ќе почекам до последен момент. Ќе видиме. Може да го ставам Салиба, ама не сум сигурен. Роджерс исто сакав да го извадам, меѓутоа не, ќе ми остане, ќе му дадам уште една шанса, па ќе видиме. Добро, сам да дадам неколку предлози за оваа недела, што можете да купите, што можете да продадете. Одиме прво во Брентфорд. Фудбалерот кој што го спомнав и минатата недела. Прв предлог играч кој што блесна минатата недела. Виса од Брентфорд. Го кажав као предлог и минатата недела и даде 2 гола. Кој го зема? Браво! Оние што не го зема минатата недела може да го земат сега, вреди само 5,9 милиони фунти. Освен тоа, Брентфорд има крајно лесен распоред во наредниот период и игра против Фулам. Чекај да видиме. Фулам, Бормут, Евертон, Лестер. Така да, овој трансфер може да ви биде долгорочно решение. Кој да оди аут? Ајде да не зборам сега, само да не главиме многу, само ќе ги набројам кои се оние кои што веројатно ќе бидат послаби во наредниот период. Фил Фоден вреди премногу, а не носи многу поени. Потоа Бренан Джонсон од Тотенхем играше одлично, ама падна во формата. И Ареола од Вест Хем, кој што е стандарден на голот, ама и голман кој повеќе оди во минус отколку во плюс. И уште една интересна работа, ќе кажам пред да се одјавиме околу оваа рубрика фантази. Да видиме на почетна. Кои се најкупувани играчи оваа недела на фантази? Мбуема го имам, Вуд го имам, Ал-Нури, добро, може да му дајете шанса. Гвардиол исто така го имам и Сака. Се мислам да го земам Сака пред оваа недела, затоа што од почеток го имав постојано и пред повредата ми носеше многу поени. Меѓутоа треба да направам притумпација и веројатно следното коло со wild card. Оние што се највеќе продавани се Габриел, Воткинс, Луис Диас, Сон и Диего Жота. Дечки, тоа е тоа за фантази. Ви посакувам среќа оваа недела и на крајот да завршите во топ 5 да добиете вредна награда. Одиме прво со Премиер лига. 2 дерби надпревари. Прво, Ньюкасл Арсенал. Ова е тој
послабиот меч. Вака значи. Нјукасл го тепаше Челси во средата со 2-0 во ЕФЛ купот и ја прекина негативната серија. И Арсенал тепаше ама со Престон. И реално Арсенал е многу посвеж од Нјукасл. Артета ротираше, комбинираше и мислам дека Арсенал е многу поблиску до победа. 3 бода одат во Лондон. Ај сега зона поинтересното. Манчестер Юнайтед, Челси. Најавачите на Манчестер имаа недела за славење. Прво, Тен Хаг доби отказ и ома тука се беше спремно за журка. Па во средата тимот го водеше Руд ван Нистелрой. И сега, што направи тој? Тепаше со Лестер 5-2. Юнайтед со Тен Хаг никогаш нема дадено 5 гола против премиер лигашка екипа. Нистелрой тоа го промени за еден меч. Прашањето сега е кој ќе го води Юнайтед против Челси. Нистелрой е привремено решение. Нов тренер на Юнайтед ќе биде Аморим, актуелниот менаџер на Спортинг Лисабон. Ама кога ќе дојде во Юнайтед? Се споменува нешто дека Спортинг ќе го пушти Аморим, ама после репрезентативната пауза. Тоа е негде за 3 недели од сега. Да не се деси за 3 недели Юнайтед да се предомисли и да остане со Нистелрой на клупата. Челси со Мареска и не е така лош. Ги спомнав дека изгубија со Нјукасл во средата во купата, ама премиер лигата е нешто друго. Букмекерите не може да се решат кој е фаворит. Коефициентите се израмнети, ама сите се сложуваат дека ќе има голови. Во сабота интересно ќе биде и во Бундеслигата. Борусија Дортмунд, Лајпциг. Некако сезонава кога да зборам за Лајпциг, не можам да не зборам за Елмас. Онака не ми е јасна неговата ситуација. Не добива шанса, не игра и очигледно дека ќе мора да си бара нова средина. Но има нешто добро кога е Елмас во прашање. Во вторникот во германскиот куп влезе од клупа и асистираше за гол. Дали сега ќе добие шанса против Дортмунд? Тешко. Дортмунд е слаб сезонава, ама игра многу ефикасни надпревари со по 3,6 голови во просек по надпревар. Може да има голови и тука. И сосема на кратко одиме со каталонското дерби, Барселона Еспањол. Се знае кој е кој, не е ова дерби според квалитетот, ама е дерби во секоја друга смисла на зборот. И ова е најиграното локално дерби во историјата на Ла Лига. Оние што следат Ла Лига или се најавачи на Барселона знаат колку е важно да се добие оваа дерби. И да, Барса ќе тепа. Дечки, тоа е се за оваа недела, ние се гледаме за многу брзо време, односно следниот четврток со нови дербија и со ново коло на Фантази Премиер Лига. Во меѓувреме следете го YouTube каналот BMG Network, каде што постојано ќе вметнуваме новитети во наредниот период. Ќе имаме и нова рубрика. А за тоа прво ќе бидат информирани тука и на социјалните мрежи, на Instagram и на Facebook. Subscribe, лайк, комент, се така соред. Ајде се гледаме. Чао!